Официјално е завршена овогодишната жетва на оризот во Кочанско, при што од засејаните 2600 хектари собрани се над 15.000 тони оризова арпа. Добрите временски услови, механизацијата, но и преполовените површини на кои беше застапена оваа земјоделска култура во споредба со претходните години придонесоа жетвените активности да се комплетираат за 40 на дена. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани потврдиат дека се добиени просечни количини од единица површина, а квалитетот на зрното е нешто подобар во споредба со лани. Приносот од хектар во просек е над 5500 килограми, а на одделни површини земјоделците имаат и рекордни количини со ожнеани повеќе од 8 тони арпа. Околу 2/3 на полињата во регионот беа засејани италијанските сорти ориз, а остатокот отпаѓа на сортите што пред неколку години беа увезени од Турција. По прибирањето на реколтата, останува да се види каков ќе биде рандманот, односно колкави количини бел ориз ќе се добијат по лупењето, иако има најави дека овој сооднос ќе биде повисок во споредба со минатите години. По завршувањето на жетвата, најголем дел од земјоделците арпата ја складираа во домашните амбари, во очекување на подобри откупни цени. Ваквата цена која што е сега на оризот, ние сме со закуп. И затоа голем дел од површините што сега се посејани за наредната година, доколку вака остане ситуацијата со оризот, рачуне дека нема да бидеме во финансиска можност да ги посееме. Во моментот, откупните предпријатија за килограм арпа исплаќаат меѓу 13 и 15 денари во зависност од сортата, поради што во моментот предадените количини се уште се мали.